Денеска православната црква ги празнува светиот Леонтий Струмички, патриарх Ерусалимски, и светиот маченик Исидор. Светиот Леонтий Струмички, патриарх Ерусалимски. Свети Леонтий е роден во Струмица, поранешен Тивериополис, од богати и благочестиви родители. На крштението го добива името Лав. Штом научи да чита, почна да ги изучува Светото писмо и житијата на светиите, а во душата му се роди желба да стане монах. По смртта на родителите се повлече на една осамена гора, каде што почна да се подвизува, а потоа замина за Цариград, каде што стапи во манастирот на Пресвета Богородица, наречен Птелидион, тука примајки монашки подстриг. Живејќи во покаен плач и солзи, се издвојуваше по особеното почитување и љубов кон нашиот Господ и неговата Пресвета Мајка. Иако се уште млад, преподобниот презема на себе еден тежок подвиг, одеше по улиците на царскиот град, правејќи се дека не е со здрав ум, поради што мнозина го исмева и навредуваа, а често и физички го повредуваа. Поднесувајќи се со големо смирение, преподобниот набргу достигна голема мерка во добродетелта и во молитвата, од што најприродно се појави и дарот на чудотворство. Носеше жар во рацете или во мантија и ги кадеше честните икони по градот, а огнот не го повредуваше. Во тоа време во Цариград дојде еден добродетелен архиереј од градот Тиверијада, а преподобниот штом го здогледа, отиде кај него и почна да му служи во послушание. Тој живееше на една гора надвор од Цариград и околу него се собира и други духовни чеда. Еден ден преподобниот беше испратен во Цариград по работа, но со благослов да се врати истата вечер, како не би му се случило некој искушение во градот. Тој знаеше често да каже дека рибата не може долго да издржи надвор од водата во врска со излегувањето на монасите надвор од своите манастири. Извршувајќи го своето послушание во градот, преподобниот не можеше да најде брод кој што ќе го врати на спротивната страна и за да не ја наруши заповедта на старецот, се фрли во морето, а водата му дојде само до грлото, додека не дојде до другата страна. Така Бог устрои за своето момче да не се возгордее и да не помисли за себе високо, дека е сличен на Господа во неговото одење по површината на морето, а сепак на чудесен начин да стаса на другата страна, извршувајќи го своето послушание. По некое време, Тиверијадскиот епископ тргна на пат за својата црква во Ерусалим и со себе го зема и блажениот Леонтий, а патем тие свратија на островот Патмос. Преподобниот измоли од духовниот отец Благослов поради зголемување на својот подвиг да остане во манастирот на Свети Јован Богослов. Подвизувајќи се таму со тајни подвизи, за кои што никој од браќата не знаеше, особен за него беше дарот на солзи и богоподобното смирение, поради кој умот толку му беше просветлен од Господ, што многу книги од светите оци знаеше напамет. Игуменот го замонаши во голема и ангелска схима и го удостои со светата тајна на свештенство. Поради своето смирение и големите тајни подвизи, пред се во молитвата на срцето, се удостои со многу виденија на светиот апостол и евангелист Јован, а по смртта на игуменот, браќата го избра за нов старешина на апостоловиот манастир. Кога неговите добродетели се прочуја и за него дозна благочестивиот цар Мануил Комнен, по желба на царот и на мнозина архиереи, беше избран за патриарх Ерусалимски. Како епископ помина некое време
време во метосите на Иерусалимската патриаршија и светиот гроб на островот Кипар, а потоа се пресели во градот Акра на палестинското крајбрежје, поради латините кои тогаш владеја со Ерусалим, не дозволувајќи му на православниот патриарх таму да се смести, а потоа преиде и во Ерусалим. Латините, кои што ја имаа световната контрола врз Ерусалим, не му дозволуваа на светиот православен патриарх да богослужи на гробот Господов и во храмот на Светото Воскресение, па дури му подготвува и потајно убиство. Така што, по желба на царот Мануил преподобниот се врати во Цариград. Тука свети Леонти проживеа неколку години и по многу прекрасни и спасоносни чуда кои Господ ги изврши по молитвите на својот верен и добар слуга. Се упокои во мир во 1185 година, а неговите свети мошти ги положија во храмот на свети Архангел Михаил. Неговиот свет спомен се празнува на 27 мај. Така се прибои праведникот кон праведниците, преподобниот кон преподобните, доброволниот маченик кон мачениците и архиереот кон светителите, оставајќи го споменот за својот свет живот како пример и утеха за сите што застанаа на тесниот пат, што преку очистувањето од страстите води до единствениот вистински живот. Житието на свети Леонти, патриарх Ерусалимски, на времето е составено од цариградскиот монах Теодоси, а свети Никодим Светогорец го внесе ова житие во книгата наречена Неон Еклогион. Светиот маченик Исидор. Во времето на царувањето на Деки, Исидор бил земен од островот Хиос насила во војска. Тој од малечко се држал до верата Христова и својот живот го поминувал во пост, молитва и добри дела. Па кога во војската се покажал како христијанин, војводата го зел на разговор и му советувал да се одрече од Христа и да им принесе жртва на идолите. Светителот одговорил: "Иако ми го убиеш телото, над душата моја немаш власт. Јас го имам вистинскиот и жив Бог, Исуса Христа, кој сега во мене живее и по мојата смрт ќе биде со мене, и јас сум во него и ќе останам во него и нема да престанам да го исповедам неговото свето име, додека е духот во телото мое." Војводата наредил да најпрво го биеле Исидора со воловски жили, а потоа му го отсекле јазикот. Но и без јазик Исидор со духот Божи говорел и го исповедал името Христово. Меѓутоа, војводата го стасала казна Божја и тој одеднаш занемел. Немиот војвода најпосле дал знак да го исечат Исидора, а Исидор и се израдувал на таа пресуда, па фалејќи го Бога излегол на губилиштето, каде што му била отсечена главата во 251 година. Неговиот другар Амони го погребал неговото тело, но затоа и самиот пострадал и примил маченички венец.